Законот за јазици нема да се чепка, какви да бидат конечните забелешки од Венецијанската комисија. Вице-премиерот Османи контра уверувањата на премиерот и ресорната министерка дека сите препораки ќе се имплементираат. Вели, измени може да има, но само со консенсус, кој на Линденска очигледно го немаат. Ќе се земаат предвид забелешките во акционите планови. Значи, законот ќе се без разлика на оценката. Ќе се смени кога ќе има разбирање помеѓу двете етнички заедници, бидејќи тоа е јазик кој што се носи со двојно мнозинство, со бадентер, така да и не може да се смени без волја, меѓутоа ако праксата ни укаже на двете страни, бидејќи ние кога сме го донели законот, ама секогаш ќе има проблем да се смени со бадентер. Не, дури и праксата, да. Ако праксата ни покаже и на нас дека има потешкоти некаде во имплементирање. Ќе го елиминирате бадентер? И дека со одредена одредба може да се подобри функционирањето и ние ќе гласаме за смена на одредбата. Меѓутоа мора да има консензус. Не само што има диаметрално спротивставени ставови на Линденска за двојазичноста, владата побара и одложување на одлуката на комисијата, па експертите наместо месецов, конечната одлука ќе ја носат во декември. Сериозните забелешки велат дека примената на двојазичноста може да го струши целиот правен систем. Според мислењето на Венецијанската комисија, во одредени области законот оди премногу далеку, наметнувајќи нереални правни обврски на јавните институции. Ова е особено случајот со одредбите со кои се предвидува употреба на албанскиот јазик во судските постапки. Под сегашни околности, доколку се применува целосно законот, тој значително ќе го забави функционирањето на целиот судски систем, со што ќе се доведе во опасно сериозно нарушување на правото на фер судење, загарантирано со Европската конвенција за човекови права. Меѓународното тело е децидно дека целиот закон е неприменлив, скапи надвор од европските практики. Комисијата предлага клучните членови да претрпат драстични измени, но и детално да се преиспита причината поради која е сменет законот од 2008 година.